Добар ден. Дозволете да се представам. Јас сум Джелал Ходжич и денеска ќе модерирам трибината Социјалната правда во Македонија и маката на стечајците. Освен мене на бината денеска ќе бидат Билјана Јовановска, председателка на ПЕП 21 и Лилјана Ѓоргиевска од Сдруженијето на стечајните работници. Според Уставот, Република Македонија е социјална држава, но во пракса е земја на социјална неправда. Таа социјална неправда во Македонија ја живеат и работниците, и оние кои не работат, и стечајните работници, и невработените, и социјалните случаеви. Политиката на оваа власт е многу штетна по сиромашните. Таа допринесува Македонија да биде една маќа за своите граѓани. Таа допринесува секој ден сиромашните да бидат се посиромашни, а малкуте богати да стануваат се побогати. Имено индексот измерен за разликата помеѓу богатите и сиромашните во Македонија е најголем од сите земји во Европа и сите земји од бившиот Советски сојуз. Социјалците живеат, за 4 члена земаат 5173 денари, а има таму една глупа одредба, една идиотска одредба вметната за да се трошат помалку буџетски средства, и таа вели дека секое семејство кое прима социјална помош зима после 3 години зима 50% помалку од колку што зимала порано, и тоа во пракса значи дека едно 4 члено семејство кое зима 3 години социјална помош треба да живее со 2586 денари, и тие средства треба да им бидат и за сите сметки, и за храна, и за облека, и за превоз, и за образование. Треба да напоменеме дека кошничката измерена според Сојузот на синдикати на Македонија изнесува преку 32.000 денари за еден месец. И сега се поставува прашање како едно семејство кое живее со социјална помош од 2586 денари треба да го преживее месецот, а Сојузот за синдикати вели дека му се потребни 32.000 денари. Значи недостасуваат 30.000 денари за едно социјално семејство да прими, да може да преживее пристојно. Политиката на власта, на оваа власт, може да се види и преку тоа дека во 2006 година, кога буџетот на државата беше значително помал, негде околу 1.700.000.000 евра, 64.517 домакинства примале социјална помош. Во 2013 година тој број е намален за 34.612 домакинства кои во 2013 примале социјална помош. Значи речиси за половина приматели на социјална помош се избришани од државата на разни начини, иако при тоа буџетот е многу поголем, дури за 1 милијарда евра, а и при тоа стапката на сиромаштија останала иста или е поголема. Поради таквите состојби, 75% од младите ја гледаат иднината надвор од државата. Според Светска банка 450.000 луѓе за овие 10 години се иселиле од државата, а според Евростат дури 230.000 граѓани од тие кои се иселиле веќе го имаат регулирано на разни начини својот престој во земјите од Европската унија. Јас би кажал уште неколку податоци пред да им дадам збор на гостите денеска. Во април годинава 232.292 сметки биле блокирани. Од нив 64.986 блокирани се сметки на правни лица, односно на фирми, а 167.306 блокирани сметки имаат на граѓани. Во таква ситуација е Македонија денеска. Инаку социјалната правда или неправда која живеат граѓаните во Македонија се однесува и на оние кои имаат среќа да работат. Со години се намалуваат работничките права, повеќе кратно се намалени во овие 8-9 години. Македонските работници ги имаат најмалите минимални и најмалите просечни плати во регионот.
еве просечните плати во минатата година како изнесуваа. Во Македонија 352 евра просечна плата. Во Косово, која имаше војна, имаше огромна војна, просечната плата изнесува 368 евра. Во Албанија 377 евра е просечната плата. Во Србија просечната плата изнесува 381 евро минатата година. Во Босна, која имаше 4 годишна катастрофална војна, просечната плата изнесува 423 евра. Во Црна Гора просечната плата изнесувала 473 евра. Во Хрватска просечната плата лани изнесувала 728 евра. И во Словенија просечната плата изнесувала 1002 евра. Како што гледате, просечните плати на македонските работници во регионот се најмали. Минималната плата во Македонија изнесуваше некаде околу 131 евро и единствено само Косово имаше помала минимална плата од нас, каде што изнесуваше 130 евра точно. И во Босна, и во Србија, и во Бугарија, и во Албанија минималните или просечните плати беа поголеми од оние на работниците во Македонија. Сега јас би ја повикал Лиле да каже маката на стечајните работници, оние кои со години со својата пот, работејќи во државните фирми, ја градеа оваа држава, оние за чие решение државата треба да одвои само 7-8 милиона евра од овој огромен буџет, а државата одбива тоа да го направи, а затоа ќе го гради панорамското тркало кое чини 18 милиони евра. Само оваа паралела ви ги покажува мотивите и ви покажува во која насока одат политиките на оваа власт, која не ќе да одвои 8 милиони евра за оние кои со години ја граделе со својата пот оваа држава и да го реши комплетно прашањето на стечајните работници, али затоа ќе гради панорамско тркало од 18 милиони евра. Пред да почне Лиле, би со оглед дека е таа наш голем соборец, би замолил за еден аплауз за Лиле. Лиле, повели и раскажи од свое име и во име на стечајните работници каква е маката која живеете. Вака, прво благодарам, Джелјо на убави зборови, поздрав до сите вас, а кога е муабет за стечајни работници, па јас да ви кажам, тука нема крај, на маки значи. И нема зборови, и нема време што би можело се да се искаже. Затоа ќе гледам да бидем што пократка, зашто сите се вие запознаени со наша мака. Гледате не по улице со години. Мене ми е често денес можам да бидам со господин Джелјо и со господја Билјана. Таа беше и еден со нас соговорник во влада на Груевски, така што јас почитувам господју Билјану и кога реков Билјана не си ти кварна, ке дојдеш од моја страна, еве не се излажв. Не се излажв. Мада не се многу радувам, ама па и мило ми е што не погрешив. Зашто Билјана знае како нам нудеше Груевски. За мене не е господин, за мене не е премиер од 2008 година кога не подели. Така што Билјана беше сведок кога нам се нудесва на наши ескоординатори радни места и да прекинемо походи со стечајци. Ние рековме не, ние не смо 6, ми смо 6000. И така остана. Тој не е прва понуда. Имаше многу понуди, имаше и новчани понуди. Јас можу слободно пред сите вас да кажем дека мене и моме координатор господину Али Османи по 10.000 евра 2011 година се е нудило во време на избори да прекинемо со стечајни работници, да си земемо паре и да си ги поделиме. И тој не ги успеа. Не ги успеа зашто секој ден гледаме гладни лица околу нас, болни, изнемоштени. Гледаме работничку класу која на ноги умира. Од домаќини, недомаќини. Ви добро знаете кампања на оваа власт, како бева со семејно насилство. Верувајте дека е све повеќе и повеќе присутно во стечајни работници, на жалост. Маж не работи,
žena donasa doma kakva takva plata, muž ignoriran, ugnjetuvan, pa duri ga mava v deca i žena i od doma. Strašno. I ne je samo toj. Nemamo lekarstva, populistička vlast i nastavlja s njini laži, laže Vrabotova toliko, Vrabotova volko. Jaz ne znam, ja sakam da postavim na vas jedno prašanje. Da li smo mi kaznena grupa od 6000 stečajni rabotnici, što nemamo pravo na život v ovo opštestvo, v naša Makedonija, koja ja gradivme i koja ja stvaravme svojevremeno, ili ne smo podobni za Grujevskoga. Ja smislam ovo i drugo. Pa na sve da se frlja v pare, na palme, na vrbe, na ograde, od koga ke se gradiv ne mi je jasno, odsvojili narod, pa da ke se gradiv ne su čisti. Znači za spomenici, kup spomenici, srpneš se spomenik. Ja vikam, Skoplje nikad poviše ne imalo konji kako sak što ima. Te na Pitu Guli, te na Nikola Karev, kude da se najdemo sa smoji stečajci kude konja pred Sobranije, zašto onaj od zgora Nikola Karev ne se vidi od konja. A zamislite najgoli mi konji za mene, koji živiv i koji su među nas, upravo ova zgrada su. Tuka su konji i životni koji ne znaju što znači čovečki život, što ne znaju kako živi njin narod, nego gledav samo da si nakupiv i da si napuniv džepovi i nigde da gi nema. Sramno i žalostno, zato sam tuka. Nekako što reče jedan gledač včera na 24, vika VMRO plaća 2000, a SDSM plaća 1500 vo kampovi. Laža! Ja ne zimam od nikoga ništo. Tuka sam zašto ne se slažem od 2008. godina so Nikola Grujevski njegovo vladenje. Zato sam tuka. Što znam kade sam i sam tuka so moji stečajci ke bidam. Kako da ne počitujem SDSM? Izvinite malko partijski, ama moram. 5 pati podnesem predlog zakon u Sobranije. Grujevski možeše da ga reši prašanje su stečajni rabotnici. To je izabra pološ. Počna da nas čepka, da nas deli. Ako je primio 300, on vika 3000. Ako je primio 600, on vika 6000. Pa neko je tužio, pa smo došli do 2000. Znači, otkako je od 2008. godinu do tek ne znam kako i što je bilo, do nekada ide šešat pat. Od 2008. godinu čovek od se služi samo so lage. Praća nas po firmi, znači zavodi za vrabotuvanje, što je najsmešno, praća nas po firmi koje su bankrot i na koji zatečujemo kad idemo da se javimo na rabotu. Zamislite, idem da se javim u jednu firmu u Kumanovo na rabotu, praća me zavod za vrabotuvanje, a kude njima Špar Kaser banka popisuje sve živo i zatvara firmu. I možda zamislite kako se ja osjećam, a kako se osjeća onaj gazda. I to je nam se je dešavalo. Znači samo da te mavne ako tražiš rabotu. Da ne zborimo kako živimo. Ja samo ke vi kažem jedno. Nemamo lekarstva. Tije što su bolni prosimo, trčimo, tražimo po firme, tražimo po partije da možemo da izvedemo nekoga stečajca od bolnicu. Kako gi kopamo? Verujte, mnogo stečajci opština Kumanovo gi kopa. Jedno dobro 40% je izgašena struja u Kumanovo na stečajni rabotnici. Ono je populističko na Grujevskoga, ke donesemo zakon za brišanje dugovi. Jadni ljudi, moji stečajci se prijaviva, što dobiva? Dobiva tužbe, dobiva isključenje na struju. Zašto ga priznali dug? Tako je živim stečajci, drugari. I možu samo jedno da kažem, ne se otkažujem. Ja i Grujevski, to sam ga mnogo put kažala kako dva ovna smo na put. Jedan mora da se trgne, on će da se trgne. Ja ne. Zašto ja ne kradem, ja ne lažem, ja ne pravim kako on što pravi. A on i laže i krade. I treba da odgovara. I prosto da nemoj na toga što ke dojde po njega ako ne zatvori ovu i bagru pozadi nas. Билија, повели. Добро вечер на сите, чест и задоволство што сум
сега овде во кампот на слободата. Овде сум од самиот почеток и ќе останам до крај. Ќе останам до денот додека Никола Груевски и неговата дружба не заминат и не дозволат Македонија да почне да живее, да диши демократски, слободно, во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Проблемот на стечајците и на сите граѓани, проблемите што ја надвисна нашата Македонија ќе исчезнат, односно ќе се решат сигурно и искрено со исчезнувањето на овој ендемски вид на владеачка гарнитура. Оваа власт секој ден создава нови горчливи проблеми. Секој ден создава стечајци, секој ден создава социјалци. Оваа власт раководена од Груевски секој ден креира долгови и сиромаштија. Извршители, блокирани сметки, кредити, сето она надвиснува над секое семејство, над секој човек. Груевски и неговата екипа се кријат за два збора: ВМРО и патриотизам. И газат се пред себе. Ја газат честа, добрината, искреноста на македонскиот народ. Никола Груевски, ниту си патриот, ниту си ВМРО-вец. Оној што го плаши и уценува, осиромашува и лаже својот народ, не може да биде патриот и не заслужува да биде на власт. Оваа влада не смее да остане на власт ниту еден ден повеќе. Никола Груевски, вие сте влада без срам, без ронка совест. Вие сте најголеми неверници и бездушници на Македонија и на македонскиот народ. Желни сте за власт, за пари, за богатство, за луксус. Без разлика на цената што ние, граѓаните на Македонија, едва ја плаќаме. Груевски, па и ние имаме семејства, и ние имаме право на живот, и ние имаме деца, имаме долгови, кредити, сметки за плаќање. Груевски, и ние треба да ручаме и вечераме, треба и нешто да облечеме. Доста веќе со вашето расипништво и плячкање на сопствениот народ и на сопствената држава. Земавте се што можевте, но фала му на Бога ни останаа душите, срцата, честа и разумот. А тоа, Груевски, онака ти не го сакаш, не си заинтересиран, бидејќи си голем бездушник, голем безсрамник, без разум и во себе имаш камен наместо срце. Во минатото, кога Македонија ја окупирале, најчесто собирале арач. Меѓутоа внимавале да не останат луѓето без леп, без храна, без облека. Амбарите и визбите ги оставале полни за да преживеат. А оваа влада на Никола Груевски украде се што можеше да украде. Ни оставија долгови и за внуци, богами и за правнуци. Ги избришаа луѓето од сите списоци и евиденции на социјалци, на технолошки вишок, на невработени, мислејќи дека сме ние само бројка и статистика, ке не избришат со гумичка или сега нели од компјутерите, од системите и го решиле проблемот. Не е така. Луѓето се невработени, стечајците се секој ден се побројни, социјалците исто. 450.000 граѓани ја напуштија Република Македонија, заминаа од државата. За ич пари и за никаква заработувачка ги вклучија во така наречени измислени активни мерки за вработување. Која е нивната цел? Им даваат некој ситен денар и обврска следните 5 до 10 години да не можат да се вратат на евиденција за невработени. Затоа што станали учесници во активни мерки, ги бришат и од списоците на корисници на паричен надомест, на социјална помош и слично. И ги фрлаат на улица. Дали луѓето успеале да започнат бизнис или не, ни воопшто не ги интересира. Владата на Никола Груевски од Македонија направи една голема фирма во стечај, а од нас граѓаните направи стечајци. Кога би можел да направи уште и ликвидација и да си замине некаде на рад да ги троши парите, би му се исполниле сите желби. Но не, нема да може. Нема да дозволиме Македонија да има само лошо минато. Македонија ќе има одлична иднина, а за тоа мора да се избориме сега, во сегашноста. Никола и оваа влада да заминат веднаш.
да започне Македонија слободна и демократски да дише, да живее. Законот за стечајците во 2008, па подоцна и во 2013 година се класично мачкање на очи. Лага и манипулација со сопствениот изнамачен и осиромашен народ. Над 25.000 стечајци, пријави можеа да поднесат некаде околу 12.000, а околу 1.200 до 2.000 преку сила имаше остварени, односно решенија, позитивно решени барања за остварување на правото на стечај. Мислат дека го решиле проблемот. А што е најтрагично, мислат дека го решиле проблемот со тоа што на луѓето им дадоа по 6.000 денари. Па господине Груевски, ти да живее со 6.000 денари месечно. Уште колку фирми се затворени, владата на Груевски воопшто не сака ни да разговара, да даде отчит. Што се случи со државните фирми, односно фирмите со кои што тие стопанисуваа доскоро? Охис, Емо Охрид и слично. Во текот на изминатите години ги оплячка, буквално изнесоа се што имаше од внатре. Опрема, цели погони, роба, сето тоа најверојатно е складирано во нечии двор, во нечии фирми, односно нивни фирми или фирми на некои нивни блиски, а ги отпиша како неупотребливи работи или пак наводно ги продадоа како старо железо. Предпоставуваме дека се некаде и некој ги користи и се збогатува на сметка на граѓаните и на сметка на она што граѓаните во изминатите години го купувале. Македонија е во стечај, сите сме стечајци. И зошто? Само поради лични и партиски интереси на оваа недемократска, расипничка власт. Затвараат, уништуваат или превземаат се што не е по нивна мерка. Се што не мисли исто со нив. Се што не сака дел од својата заработувачка да го даде на нив и на нивните партиски војници. Работат само нивните фирми и фирмите што се блиски до нив. Наместо во барокни згради, во непродуктивни објекти, во фасади, во споменици, во огради, можеа да рестартираат фабрики, можеа да одвојат средства да ги исплатат сите стечајци, можеа да подмират дел од нивните основни долгови и да им овозможат нормален живот. Јас веќе 5 години зборувам јавно, јасно и гласно и ќе кажам дека Никола Груевски секогаш лаже без разлика што и да каже. Ветува и никогаш не останува на ветеното. Секогаш манипулира, едно договара, друго прави. И сето тоа најчесто го прави пред избори, предизборна кампања со една единствена цел да ги изманипулира граѓаните, да може да ги излажира изборите и да ужива на власт со својата екипа, со својот тим. Никола Груевски мора да замине веднаш и тоа е единственото решение и за стечајците, и за Република Македонија, и за сите граѓани во Република Македонија. Лилјана ми кажа како живеат стечајците кои немаат регулиран статус во државата и односно немаат никаква помош. Билјана спомна дека дел од стечајците кои успеале да извадат решенија, тоа се многу малку, живеат со 6.000 денари. Јас преска кажав дека поголем дел од социјалците во 4-члено семејство живеат со 2.586 денари. Со 2.586 денари, ако ги поделите на 4 члена, ќе испадне дека на секој член му доаѓаат по 22 денари дневно, а со 22 денари дневно треба да се платат сметки, храна, облека, превоз, здравство, ако некој се, не дај Боже, се разболи, лекови и нели образование. Оваа тема, почитувани, е многу важна, затоа што во претходните трибини ние кажавме дека во Македонија е укината демократијата, поклопени се институциите и мора да почне обнова на демократските процеси и обнова на институциите во Македонија. Оваа тема е денеска многу важна за да ни стане јасно на сите дека покрај обновата на демократијата во Македонија мора да се обнови социјалната држава. Затоа што иселувањето е секој ден се поголемо и 75% од младите својата иднина ја гледаат надвор од државата. Ако продолжи вака,
Џабе ќе ни биде држава кога нема да имаме народ. Затоа, да повторам уште еднашка, сметам дека обновата на демократијата мора да оди паралелно и еднакво да се грижим и за обновата на социјалната држава. Лиле повели, дали би искоментирала нешто околу ова? Вака само уште еднаш да кажем кој е Никола Груевски. Во почеток, значи, со средби со господина, ајде да га речемо, под наводници, за мене не е господин, Груевскога, 2006 мислам или 2007 по избори оној, тука некаде беше година, више не памтам, не е едно. И беше, се сеќавам, буџет 1,8 милиона. И јас му реков, господине премиере, ние бараме, значи, една капка во море. Бараме леп. Да нас обештетите, израчунајте вие колку ќе кошта лекови да земемо и џак брашно, за да бидемо и ми граѓани, па макар и Ш категорија на овој општество. Знаете тој што рече? Како ја, вика, народске паре на вас да ви дам. Замислите. Замислите. И јас го гледав една минута, реков, овај човек шо збори. И го прашав, а што смо ние? Ние не сме народот? Па дајте, викам, тендер, распишете и негде не сиктеришите надвор од држава да не ви сметам. Иначе, викам, на улица ке не гледате и ке почнеме да ви сметам. И му реков тогаш, кога сте расположни да разговарате за друг пат, јавите нам. И по тоа исте средбе се сведе само на омаловажавање, за убедување дека ние не треба да бидеме обештетени, зашто смо ми, замислите, приватни, од приватне фирме, стечајци. Јас не можам да сватим, ако држава ставља стечајног управника, да сам ја од приватен капитал. Едно, друго. Како може држава да земе, да располага се, да донесе закон с моју, вашу фирму на моји стечајци, значи да приграби фирме и да стопанисуе с нима, а нас, ми смо приватни. Така што, значи, му тење мозак од почеток с Груевскога, што не му дозволява. Ми смо сиромашни у джеп, не смо толку у мозак сиромашни. Сакам да кажем едно. Додека е Груевски, на жалост, за мои стечајци хлеб нема. Затој еден повик до сите стечени работници, што помасовно и овде и на улица, зашто само така ќе искочи овај гад позади нас. Јас можам да се присетам на времето кога во 2008 година се креираше законот за надомест на стечајците, се направи буквално преку ноќ. Исто како и секогаш Груевски сака маркетинг, сака реклама, сака кампања на сметка на граѓаните и на нивниот тежок живот. За да на крај испаднат проблеми дека стечајците не се од фирми кои што се од државна собственост, луѓето останаа затекнати останаа дури институциите, бидејќи испадна дека 49% е во државна собственост, 51% биле собственици вработените, зашто вработените воопшто и не знаеа. Беше многу еден тежок период и страшен, луѓето беа измалтретирани, измачени, секој ден одеа по институции, не им беше јасно. Најголемата трагедија беше тоа што и државните институции немаа податоци за фирмите или пак некаде се криеа. Рачно се пребројуваа списоци, фирми, луѓе. Па мислам дека, ако ќе ме подсети Лилјана, дека можеби повеќе од 5-6 месеци траеше и не можеше да се отпочне со исплата и на тие 6.000 денари, па можеби и подолго. Некои луѓе, еве да не бидам јас една од тие, меѓутоа имаше мал број на луѓе кои што беа упорни, инсистираа да се почне со исплата, да почнат да се носат решенија. Така да ако немаше и неколкумина упорни луѓе кои што сакаат да излезат во пресрет на стечајните работници, уште година-две можеби немаше да се носат решенијата. Бевме упорни, притискавме во владата, поднесувавме барања за исплата и да се одобрат тие решенија, односно фирми од кои што треба да фирми за кои што треба да се признае дека биле со доминантна државна собственост. Многу луѓе останаа разочарани, многу фирми не влегоа во тие списоци и се разбира почнаа проблемите за Груевски и неговите соработници.
изнаоѓаше решенија од типот на некои вработувања фамилиарни, одредени бенефити за поединци, се со цел значи тенденциозно да биде намалена буката и гужвата која што сакаа и почнуваат да ја прават стечајните работници кои што не беа оштетени. Неблагодарно е да именувам луѓе, меѓутоа навистина дел од луѓе подклекнаа на сите тие, да речеме, притисоци или тој подкуп, па се задоволија со вработување на членови од семејството или со некои еднократни парични примања. Тоа е недозволиво, тоа е недемократски, тоа е многу понижувачки, но стана и луѓе доблесни кои до крај сакаат да го истераат правото и да го остварат законски она што нив им следува според законите и според уставот. Истото се случи во 2013 година, повторно кампања и маркетинг на сметка на сиромашните граѓани, на стечајците, на социјалците. Повторно одредена само група ги доби оние парични надоместоци по основ на невработеност или парична помош за стечајци. Пак ќе кажам, и таа е многу мала, значи само 6000 денари во прашање, од кои што луѓето повеќе од половина веќе ги даваат или кај извршители или ги враќаат долговите онаму каде што ги позајмиле или како дел од кредити, не знам. Меѓутоа има навистина решение за стечајците во Република Македонија. Тоа е многу лесно и многу брзо и многу едноставно ако владата не е расипничка, ако не сака да троши на непродуктивни цели, туку наменски да ги намени за основни екзистенцијални средства за граѓаните. Што се однесува до социјалните случаеви, дефинитивно тука треба да се направат измени, промени. Одредено семејство или млад брачен пар е невработено и не може да користи социјална помош само за тоа што живее во куќата на своите родители. Па зарем и родителот да го истера на улица? Државата го остави на улица, зарем и родителите да го избркаат? Имаше една, се сеќавам, ние имавме караван, еден зборејќи околу социјалната неправда со 8 септември низ Македонија. И во тоа време на една од националните провладини и режимски телевизии идеше еден прилог во кој се збореше за еден човек примател на социјална помош, еден социјално загрозен човек кој не примаше социјална помош некаде во Велес, живеа во куќа која се распаѓа. Децата нема ништо ниту да облечат, ниту да се најадат. Приказнат идеше дека човекот од мака се фрлил во Вардар и некој го спасил. Телевизијата снимаше дел од куќата, таа немаше никакви услови, едноставно и условите во нашите шатори овдека се многу подобри отколку во условите во таа куќа. Нормално утре дента долета тогаш, не знам дали уште Спасов министер за труд и социјална политика, однесоа кеси храна и заклучија дека тоа семејство не може да прима социјална помош иако нема никакви услови, затоа што сопственикот на тоа парче куќа има негде необработлива нива каде што едноставно парче земја каде што тоа е необработливо. Поделбата на стечајните работници и на оние кои работеле во приватни и во државни фирми е исто така неправедна. Како што рекол во вториот член на Уставот стои дека Македонија е социјална држава и таа мора да се грижи за своите граѓани. Ако некој работел 19-20 години, без разлика дали работел во приватна или во државна фирма, од неговата плата се одвојувале пари за пензискиот и за здравствениот фонд. И едноставно ние сега не можеме, кои тие фондови се солидарни, не можеме сега тие луѓе да ги оставиме тек така на улица. Затоа е важно да се обнови таа социјална држава. 2586 денари за 4 члено семејство, пријатели, математички не можат да им ги платат ниту само сметките. Преку зима само сметката за струја изнесува преку 6000 денари. Значи, едноставно социјалната помош не може ниту сметките да им ги плати, а извршителите нели редовно им тропаат на врата. Има една мерка која вели дека
секој социјално загрозено семејство, ако на време си ја плати сметката, ќе добие дополнителна помош од 600 денари, а сега се фали власта дека таа ќе се качела на 700 денари. Значи повторно прво тие субвенции за струја на социјално загрозените семејства не беа редовни. Тоа го кажуваа луѓето на трибините на кои ние идевме со караванот. А втора работа, и со тие 700 денари математички повторно не може да си ги платат сметките за струја. Ова што го збореше Билјана за тој популистички приод кој притоа е нереален и не се остварува, кажува и последниот факт дека на последните избори, овие кои ние не ги признаваме, им се понуди на луѓето кои со години не плаќале струја и вода дека ќе им бидат отпишани долговите. Лилјана, можеш ли да ми кажеш каква е праксата? Дали се отпишаа долгови на стечајните работници кои поднеле, кои со години не биле во можност, не дека не сакаат да плаќаат струја и вода, мислам дека не постои човек кој не сака да си ги плаќа сметките на време. Дали на стечајните работници кои поднеле за бришање на нивните долгови, за да не доаѓаат извршителите, им се избришаа долговите? Па вака јас во почеток нагласив тој. Реков, значи дека и тој лага, од една од 1000 лага, безброј лага на Груевскога. Што направи Груевски? Направи уште полошо, и за стечајни и за социјални, значи, случаеви. Зашто? Зашто тој рече ке се брише в дугови на оние семејства кои немају примање до 150.000, ако не се жалим, мислам, на годишње ниво. Меѓутоа, имаме ние стечени работници кои не работат ни маж ни жена. И поднесува. Нормално, и социјални исто, и социјалци исто поднесува. Така што замислете, што се дешава? Добива, значи, опомена дека ќе биде исклучени. Тие немаат да подмири вдуг и доваѓа инкасатор с полицију, с едни с други и исклучува струју, значи, и на стечајци и на социјалци. И кога прашавме ние, значи како институција, појдовме доле во дистрибуција и прашавме што е проблем, уште немаа добиени решења, луѓе су поднели едно друго. Знаете што нам рекоа? Тие си ga признаа долгот, вика. Кој ги тераше, вика, да поднасат? Еве, овие, вика, што не су поднели, не смеемо да ги наплатимо, а овие фактички, вика, су признали долг и сега, вика, тоа е, или нека наброи паре, а на рате не може, што е најстрашно, па и да дозволим на не знам колку рате дали би могали, и тоа е тој. И плюс за оној што викате надоместок, па сега и уште 700 денара. Замислите, па има луѓе, социјалци, значи, кај мене што су истечајци, што воопшто не су земали тај надоместок. Значи, со години. По 4 години од кога трае тој, има воопшто што не су земали, што редовно плаќаат и што су поднели, значи во социјално, нема, значи, уште платено или па касним с исплата. Еве, можете овде имамо социјалци, можете да прашате или да се јави некој од нима, нема, значи, и тоа е лага, како вработување, како све ги е лага. Билјана, би те замолил да го искоментираш фактот дека дали се слагаш со мене дека всушност социјалниот мир во Македонија се купува од нашите работници кои работат надвор и кои своите семејства ги помагаат со девизните дознаки на годишно ниво. Социјалниот мир и екзистенцијата во државава дефинитивно го купуваат и го помагаат. За жал младите, односно замислете, децата заминуваат во странство, сега летово работат некаде по плажите за да соберат пари да се вратат да ги довршат студиите или да им помогнат на родителите да вратат некоја рата кредит, да платат некоја сметка, она што е најболно за секој родител. Или пак дел од фамилијата заминува во странство, па праќа пари тука. Исто можам да кажам дека е најголема трагедија кога
една снаа треба да побара пари од својот свекор или еден зет треба да очекува од својот дедо или од својата баба да му плати мобилен телефон или не знам. Најголемата трагедија исто така е кога млад брачен пар за своето дете треба да наместо да му го купи она што сака да му го купи, треба да чека од бабите, од дедовците да му купат количка или кашичка или нешто слично. Што не е во ред. Дефинитивно секој има право на живот, на основна екзистенција. Кај нас државата, односно системот што го воспостави оваа власт е многу суров. Едноставно се грижат само за себе и за одредена група или послушници нивни партиски војници. Јас не сакам да се зимам за пример, ама веќе кажам, јас веќе 5-та година не добивам паричен надомест по основ на невработеност. Зошто мене не ми следува паричен надомест кој ми е загарантиран со закон? Само затоа што не мислам со нив исто, само затоа што не ги поддржувам во нивните лаги и манипулации и во нивните кражби. Замислете, за да биде уште поиронично, после 5 години на крај добив и судски спор и покрај добиениот судски спор правосилна извршна пресуда, тие се уште не ми исплаќаат паричен надомест. И покрај сета битка што ја бијам. А што е со оние луѓе кои што се истрошени и психички, и физички, и финансиски? Цела среќа, еве јас не плаќам ни адвокат, ни ништо, нели јас сама се борам, сама се застапувам, па веќе тука и можам некако да успеам. Што е со оние луѓе кои што мораат да се борат преку адвокат, па и тука трошоци и ред други работи? Инаку, секој нивни чекор е буквално игра, местенка, лага. Се сеќавате на оној период кога сакаа да направат списоци на активни и пасивни баратели на работа? Им велеа на луѓето, па да не се изложувате на трошоци, да доаѓате секој месец, еве доаѓајте на 6 месеци, ќе ве ставиме во пасивни баратели на работа. Оние што ќе доаѓаат секој месец ќе бидат активни баратели на работа, ама знаете како треба да плаќа автобус, па да доаѓа, па да се малтретира. И се со цел за да имаат помала бројка на невработени, тие направија поделба на активни и на пасивни баратели на работа. Лажејќи ги луѓето дека нема да изгубат ништо, а не е така. Луѓето кои што користат паричен надомест или некаква парична помош од државата со закон е регулирано дека мора секој месец да се јавуваат во агенцијата, во спротивно ќе бидат избришани и ќе им биде прекинато остварувањето на право на паричен надомест. И ги доведоа луѓето во заблуда и после неколку месеци луѓето сватија дека се изиграни. А впрочем и не треба да се чудиме, секој нивни чекор, секоја нивна одлука е игра и лага. Јас можам милион примери да набројам каде што тие свесно и тенденциозно постапуваат, чекорат, носат одлуки, измени на закон, правилници, се со цел да ги намалат трошоците во буџетот, но за кого? За сметка на сопствениот народ. А да им останат пари за нивно луксузирање и непрофитабилно трошење на пари за некои работи преку кои што буквално ќе кажам перат пари. Ние не знаеме ни колку чинат тие споменици, ни зошто им се, ни до кога ќе стојат. Денеска се на една страна од градот, утре ги носат на друга страна, а после една година нема да се чудиме и дека ќе ги нема или нешто слично. Можем само ја, не забрав. Вака, кога бараат, значи помлади од постари не е страшно. Велам не е страшно. Ама стари ние, кога бараме од деца, верујте дека многу боли. И многу е тешко. Кога појде внуче со тебе по чаршија да немаш да му купиш едно смок и 5 денар, многу е тешко. Претешко. Или да чекаш детето да ти купи лекови. Или да ти подмири сметку. Значи, хаос во држава е и за стари и за млади. Затоа сме и тука, нели? И мора овој да престане овај голгота, инако ако дозволиме уште Груевски да нам се шири и да нам прави овој што нам прави, значи ми не сме народ и не вредиме како народ. Почитувани пријатели, околу оваа тема можете да најдете еден краток документарен филм на YouTube, ќе запишете на кирилица Македонија, земја на социјална неправда. Тој филм ја обработува оваа тема
има доста статистика, се однесува на 2014 година, го промовиравме негде во март 2015 година и веќе го имаат гледано преку 10.000 луѓе, ве поттикнувам да го најдете на YouTube. Инаку треба да кажеме дека демагогијата дека нема пари за решавање на вистинско, суштинско решавање на социјалните работници, кои при тоа рековме се намалени од 70.000 семејства на 34.000 семејства. Нема решавање на стечајните на работници, нема подобра помош за маргинализираните групи, е лага, тоа е демагогија. Во буџетот 2,78 милиарди евра има доволно пари да се решат суштински проблеми на сите социјално загрозени граѓани и Македонија и во пракса да стане социјална држава. А потоа прашање на економски политики како тој број на луѓе би се намалувал и од сиромаштијата би доаѓал во некој од работ под сиромаштијата би дошол во некој попристојно попристојна состојба на живење. Статистиката покажува дека 30% од луѓето живеат под работна сиромаштијата, по новото мерење доаѓа некаде, по новите параметри на мерење некаде доаѓа 25, но еве да земи тоа е секој четврти човек живее под работна сиромаштијата и не може да си ги платите сметките за вода, за струја, не може да си дозволи доволно количина квалитетна храна, не може да си дозволат одмори, едноставно секој четврт човек во Македонија живее под работ на сиромаштијата и тоа воопшто не е мала бројка. А при тоа сме сведоци како државата потроши стотици милиони евра на споменици, на врби, на огради и на разноразни глупости преку кои се переа пари, а едноставно грижата за граѓаните ги немаше. Сега ве охрабрувам да поставите конкретни прашања и конкретни коментари за да продолжиме дебатата. Имаме прво позади прашање, па овде после Петар има прашање. Да, ајде, дојди поблиску, ќе се чуеме, те молам. Повеле. Дојдете поблиску само. Мислам дека ова никога не го решиме вака. Добро? Мислам дека медиумот е многу слаб. Нигде во светот нема кај што работниците штрajкуваат, а имаме контра штрajкери. Тоа нигде во светот. Синдикатот увек бил со работникот. Овде во Македонија синдикатот е со владата. Тоа нигде го нема. Дури тоа не го бутнеме овде, никад не го да решиме проблемот, ни на стечајците или на после. Ќе ви кажам и друго нешто. Но македонскиот народ од увек се подал. Знам че го слушав мој набодно што ручат го јаде. Он фино кажа, увек се продаваме за 5 пари. Ние работниците сме поделени. Денеска они бараат пари, другите му ставуваат контрашек, доста сум со 6.000. Кој е задоволен овде со 6.000? Се јавуваат на телевизија, супер е, пензионери. Пензионерите ги поделени. После вие сега рекоте просекот 21, колку рекоте? Просекот на Македонија. Ја просекот мислам дека е 12. Ама кој ги тргнеме тие 110.000 евра, ни 12 не. Значи еве како се манипулира страна. Второ, земете, еве јас сум само дете, имам 20 деца, ми отидува надвор. Тоа ми е највише криво. И тоа школа од доктор на генетика понам, керка ми. Овде многу партици од детски, старите што беа. Како Бучковски од Карпош, како се вика Скрадочок. До вчера беа со нашата партија, денес ќе ти избори контра. Како може да го разбера тој човек? Ние се продаваме за 5 пари. Не од сега, од историјата, земете на Македонија, се продаваме за едно парче. Не сега. Кој го утепал Ѓорче Петар? Вратите се малку назад. Е тоа, дури не го ослободен работниците да бидеме сите заедно, синдикатот да биде со работникот, тоа ќе реши мој проблем. Може Грујо што сака ако ние сме сложни. Ма ние не сме сложни. Тоа бе. Вака, господине, за Стевчета да ви одговорим. Секој не се продава. Има и честни и поштени што патат, а не се продават. Тој Стевче, ја ga викам Стеванка, сит нека ми простат, си најде сходно, како дошол,
Кривично дело е направио, него ајде. Да не иду с njega да ga гледам по судови. До моја сметка, тука е мој координатор, живи и здрави, гледамо се во очи. И ми испрати 18.000 денар. Пред месец и по ден. И ја што требаше да направим? И пишуеше тамо по основу на, не знам на што тамо, хуманитарно нешто. И јас тој сметку никад не сам го користила, едино свекрва ми каде умрела, па оние пари да подигну. И како е дошло до сметку, човек не зна. И ми испрати 18.000 денар. И ја ga викну мога координатора. Погледни, рекна Стевче, Јакимовски, кажава ми у банку, испратио нам 18.000 денар. Ајде да ga викнемо од Цветковскога Виктора, нашега брата поранешнего од СДСМ, да повлече паре, зашто не нам требају 18.000, на нас нам требају многу повише. А за 18.000 не се продаваме. Викнемо ga Виктора Цветковскога и се повлече паре на Стевчета. Тој е тај Стевче. Тај покварен Стевче, што гуреше екипо намо на Сител пред собрание кад се истеруе сва пратеници, а сега ке продава еве што се. Ке дојде крај на такви. Тие не су вечити. Така, прво да ги поздравам стечајците, секоја чест за нивната упорност. Прво да се представам. Микрофон му даде. Не може без микрофон. Да. Добро вечер, Петар Здравковски. Значи поздрав до сите, поздрав до стечајците, поздрав до Билјана, поздрав за вашата упорност. Верувајте, сочувствувам со вас. Втора работа. Абе, Никола, знаеш како можеше да го решиш проблемот на стечајците? Сега ги ти кажам многу просто. Сега ги си одиш, па ги немаш шанси да го решиш. 9 години имаше шанса да го решиш проблемот на стечајците само со една работа. Никола да ги соблечеше гаките на Прометеј, ќе ги решише проблемите на стечајците. Ке си одиш, Никола, затоа што не ги реши проблемите на овие луѓе, на луѓето со на ранливите групи. Ке си одиш затоа што оваа социјална неправда не се трпи. Ова е ранлива група на луѓе со кои што мораме сите да сочувствуваме. Никола, со среќа во затвор, а кај таму ти е местото, кај што ќе ги замениш креветите на 4 стана од мајка ти со еден од Идрисово, да видиш како е, и таму нема да имаш ни 2000 денари, па да видиме како ќе преживееш. Да сте ми живи и здрави сите. Дали има некој уште некој прашање? Билјана, дали би сакала ти да искоментираш нешто за крај? Па јас Океј. Причувам се крај коментар. Срце, нема да знам да ме сватите. Знам другарка многу ослабена, се бори. Она многу е исто за нас се бори сите. Јас не се могу да издржим дома. И долазим телевизија да гледам, штета што нема више народ. Штета голема е за сами луѓе ове и за вас. Јас лично могу да кажем, на ни само возил сум ги 30 години у синдикат и тој доне и моне сите, да вам кажем наискрено, све да им се земи, се кои се живи, све што се заработили на греб работне, све и тие пари да се дан на стечајците, да се осудат, нема други спас. Ја вам честитам, стварно. Благодарам. Благодарам. Овако нам треба поддршка. Со оваква поддршка идемо далje. Нема назад. Не да нас затвараат по комбиња, не да не мавав, не да не сопираат по улица, не да не малтретираат. Нема да застанеме додека не си одат.
Ајде, Павле, само Да ги поздравам гостинките. Прво, чест ми е да ве запознам, ја не ве знаев овака одблиску, но сега гледам дека сте многу храбри и многу правични и вакви луѓе ни требаат. И сакам од тука да пратам апел до сите стечајци и социјалци кои се директно загрозени и индиректно да повлечат огромен број во оваа голгота што ја имаме сега на овие наредни избори кои што ќе дојдат нели во април, да повлечат народ, луѓе народ, овие не исцицаа. Па проблемот можеа со стечајците да го решат со половина тркало. Тоа едно тркало што ја не знам што е, тоа само нивниот ум може да го направи. И еден друг податок, Велешкиот театар, бидејќи јас доаѓам од Велес, сакав да го кажам, кој што во проектот на СДСМ беше 3,5 милиона евра, стигна до 17,5 милиона и не е довршен по проектот. Значи, овие се тотални апаши, не викаат некој краделе, не бре, овие се апаши на апашите. Затоа барам од сите поддршка да си даат оставка и едно сите заедно. Оставка, 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 оставка. Можеш да затвориш трибината, Билјана. Па да, јас само би сакала да кажам уште една информација, значи државата ги продаде сите удели, акции, објекти кои што беа собственост на државата или би рекла собственост на граѓаните на Република Македонија. Значи станува збор за бањи, за фирми, рибници, веќе ве потсетам Змеиднина на пример и ред други такви има фирми и објекти кои беа собственост на државата, односно на граѓаните. Имаше акции, удели преку фондот за пензиско инвалидско, преку агенција за вработување, преку фонд за здравствено осигурување и истите ги продаде без народот да има сознание на кого, каде, како, зошто, каде отидоа тие пари, за колку пари се продадени тие фирми, на кои луѓе се продадени тие фирми. Значи, и сите тие финансиски средства не беа насочени кон граѓаните, кон стечајците, кон социјалците, него дефинитивно влегоа некаде за што ние не знаеме, а имаме право и треба да знаеме. Јас што би сакала да кажам, да истраеме сите во оваа битка, крајот е тука, станува збор, прашање на време, јас верувам дека ќе биде кратко. Мора да ги сватиме, тие се сега изгубени, исплашени, разочарани. Но еве, за неколку дена јас сметам дека ќе се одважат и ќе заминат од владата и од министерствата и државата ќе им ја вратат на честните, на граѓаните и на политичарите кои што навистина ќе живеат за граѓаните.